Дозволете ми да го соопштам ставот на ВМРО-ДПМН и коалицијата Твоја Македонија, која што нема да ја подржи оваа интерпелација од неколку причини. Најпрвин затоа што се работи за лов на ефтини политички поени од страна на ДУИ врз основа на меѓуетнички прашања. Она што е посериозно е што обидот за политизација на меѓуетничките прашања во време кога Македонија се соочува со многу предизвици на патот кон Европската Унија е непотребен и пред се е штетен за стабилноста на државата, што пак е во директна колизија со интересите на нашите стратешки партнери од Соединетите Американски држави и Европската Унија. Исто така мора да истакнам дека наведените основи во интерпелацијата се во исклучива надлежност на безбедносните структури, а не и во никаква надлежност на министерот Стојковиќ. И она што е добра, што ќе се разговара, претпоставувам, на следните интерпелации, е тоа што имаше соодветна реакција на МВР и се разјаснети сите околности. Особено морам да го истакнам инцидентот во Куманово, каде што апсолутно не се работеше за никаков меѓуетнички инцидент, туку напротив немаше никаква етничка основа. Но да бидеме реални, вистинската основа за интерпелацијата е тоа што министерот Стојковиќ ги откри јавно, ги изнесе криминалите во реметењето на Министерството за односи меѓу заедниците, додека било раководено од ДУИ, односно од Артан Груби, а сите знаеме каде е денеска Артан Груби, на црната листа на САД и со издржани кривични пријави за финансиски криминал, и токму затоа наместо на ваков начин да се обидува ДУИ да го брани Груби, најдобро ќе биде веднаш да си ја повлече оваа неоснована интерпелација. Она што морам да го истакнам е дека Стојковиќ не излезе само со критика на поранешните функционери, туку кога ги забележал злоупотребите за истите, веднаш има известено советните органи и нормално очекуваме соодветна реакција. Како за на крај сакам да истакнам дека министерот Стојковиќ е посветен на надградување на меѓуетничкиот диалог и не заслужува да биде мета на една ваква политичка игра. Наместо времето да го трошиме на ваква интерпелација, сите заедно треба да се фокусираме на вистинските предизвици и проблеми со кои што се соочуваат сите наши сограѓани и да продолжиме да работиме на нивно решавање. Затоа дозволете да ги повикам сите, буквално сите пратеници во ова наше македонско собрание да потврдат својата заложба за стабилност и напредок на Македонија со тоа што ќе ја одбијат оваа политичка интерпелација и ќе му овозможат на министерот Стојковиќ да продолжи со својата успешна работа.